дека има голем број учесници со различна академска позадина. Дел од учесниците своите додипломски и постдипломски студии ги завршиле или се уште ги студираат овде на универзитетите во Република Македонија, дел од нив пак на реномирани универзитети во Европа и во светот. Со мене имам две учеснички на школата за млади лидери во моментов пред почетокот кој што официјално треба да започне за некоја минута. Сакам да ги запрашам. Овде со мене е Мартина Динова, која што своите додипломски студии ги има на Универзитетот во Болцано, Италија, и Кристина Митровска, која што е на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Само неколку прашања. Мартина, што очекуваш од оваа школа за млади лидери? Значи, пред се, сите ние овде сме заинтересирани за обуката на тема лидерство. Сметаме дека оваа школа ќе ги подобри нашите способности, нашите знаења и ќе го усоврши нашиот иден раст и пристап кон луѓето со кои што ќе работиме. Како што ти кажа, сите учесници се од различна професионална и академска сфера и тоа дополнително не поттикнува да разменуваме мислења и знаење помеѓу нас. Исто така, посебно ми е драго што добар дел од учесниците се македонци од диаспората, и сметам дека оваа школа е добра шанса за креирање на синергии и динамики помеѓу македонските студенти во Македонија и надвор од границите на државата. Кристина, што очекуваш ти, со какви знаења, со какви нови, да речеме, способности да се стегнеш за време на оваа неколкудневна школа за млади лидери? Лидерството е интересна тема и очекувам пред се да биде интересно, да биде како забавно учење, а ќе биде забавно поради тоа што ќе имаме еминентни професори кои што ќе споделат нивни лични приказни искуства. Секако теоретски можеме да научиме и од учебница, меѓутоа многу повеќе ќе научиме доколку слушаме од луѓе кои што веќе успеале, кои што го изодале тој пат и да го следиме нивниот пример. При тоа на оваа обука сметам дека ќе увидиме каде се наоѓаме ние сега на патот до лидерство, до каде сме и како понатаму можеме да се унапредиме и да бидеме подобри лидери и да придонесуваме повеќе за општеството и да ги изградиме нашите капацитети, па во иднина да ги на правилен начин да ги водиме останатите. Ме интересира вака како млади луѓе, што беше најголема мотивација за да решиш дел од летниот распуст да го поминеш овде во Охрид и тоа на школа за млади луѓе? Сакам да работам на својот личен развој и гледам сето свое слободно време да го искористам со тоа што ќе се надоградувам. На оваа обука покрај тоа што ќе ги надоградам своите способности, исто така ќе имам можност да запознавам и нови пријатели, нови луѓе, да запознавам луѓе кои што учеле во странство и луѓе кои што се од Македонија, па кои што може да ми направат некоја споредба за тоа како е тука, како е таму, фактички да ги надминам оние кои што се меѓународни бариери, да кажеме.